огромно задоволство за мене и за моите колеги, бидејќи Народната банка не е еден човек, Народната банка е институција и ние сите заедно успеавме успешно изминатата година да се справиме со невидени предизвици со кои што се справуваат речиси сите централни банки во светот. Во таква тешка и кризна ситуација ние успеавме да ја одржиме стабилноста на курсот, да ја одржиме ценовната стабилност и сето тоа да гарантира вкупна макроекономска стабилност. Водечкиот глобален информативен систем за централно банкарство и финансии, Central Banking, од 17 гувернерки во светот издвои 3, кои и покрај големите предизвици со кои што се соочуваат, успешно се справуваат со кризата, преку одржување на ценовната стабилност, стабилноста на курсот на домашната валута и финансиската стабилност. Една од нив е гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска. Ние, исто како и останатите централни банки, преземавме голем број на монетарни мерки. Прво продолживме со релаксирана монетарна политика, што е јасно видливо преку натамошно намалување на основната каматна стапка на Централната банка, истата ја сведовме на историски најниско ниво. Понатаму врискавме и дополнителна ликвидност во системот и покрај тоа што нашиот банкарски систем традиционално се одликува со високо ниво на ликвидност. Дополнително на сето ова, направивме измена и во регулативата со цел да ги стимулираме банките привремено да ги одложат обврските за плаќање на кредити од страна на компаниите и граѓаните. Неодамна беше одбележена 29 годишнината од монетарното осамостојување на Македонија. Денарот представува еден од клучните столови на стабилноста на македонската економија и натаму, зарем не? Да, дефинитивно не треба да има дилема. Нашето искуство покажува дека стабилноста на денарот е клучното сидро на целокупната стабилност во нашата економија, дека оваа монетарна стратегија е најсоодветна за нашата економија, значи едноставно кажано нема посоодветна монетарна стратегија. Ако нема посоодветна монетарна стратегија, неопходно ни е соодветно ниво на девизни резерви да продолжиме да ги градиме, за да можеме и понатаму да ја одржуваме оваа клучна макроекономска стабилност. За оваа година е проектиран раст од 3,9% на македонската економија и закрепнувањето ќе се одвива постепено. Ќе биде потребно време Македонија да се врати на патеката пред кризното време, а тоа би се случило дури во 2022, рече Ангеловска-Бежовска. Гувернерке, ви благодарам за разговор. И благодарам на поканата, ми беше задоволство.